И добро вечер, почитувани гледачи, добредојдовте во третото издание на Наше Скопје заедно со градоначалничката на градот Скопје Даниела Арсовска. На почетокот дозволете да го честитам денешниот ден, денот на победата над фашизмот. Ние сме народ кој што се борел против ова зло на 20 век, но за тоа во некоја друга емисија. Вечер вас бориме за состојбите во градот Скопје. Што се случуваше мината недела, градоначалничке? Прво да се придружам кон честитките. Денеска имавме можноста да одбележиме, односно да се подсетиме на оваа борба против фашизмот и на она кое што македонскиот народ гордо застанал на страната, на вистинската страна, можам да кажам, на историјата, како што тоа го прави не само до сега, туку верувам дека и од сега, и се надевам дека ќе успеат не само македонскиот народ, туку воопшто и Македонија, сите оние луѓе кои што живеат тука да во континуитет се убедат, односно успеат да го зачуваат нашиот македонски идентитет, традицијата и сето она што ни е важно на сите кои живееме тука. А во неделава многу работи имаше кои што се случува, динамична недела, како и секоја недела. Бројни активности, сето на кое што ја обележа оваа недела повторно беше во знакот на екологијата, на заштитата на животната средина, на работа на терен и акции за почисто Скопје и така некако помина оваа цела измината недела. На почетокот морам да ве прашам, почнува сезона на комарци. И не сум сигурен, а и доста од граѓаните се пожалија по социјалните мрежи на комарци. Прскаше ли градот Скопје? Градот Скопје мислам дека не знам дали е за прв пат, меѓутоа годинава навремено отпочна со прскањето против комарци, односно имавме прво прскање на 29 април против ларви. И сега, мислам некаде следната недела веќе следи и второто прскање кое што треба да се направи. Тоа нели доколку не послужат условите, затоа што и претходно имавме врнежливи денови кога не може да се одвива прскањето, така да можам да кажам дека се одвива со динамиката која што е планирана. Граѓаните треба да бидат информирани дека иако изминатите години имало одуствање доста на оваа тема, годинава и покрај сите саботажи кои што ги имаше, успеавме навремено да почнеме со процесот на прскање против комарци. Ова е особено вака невралгична тема за Скопјани, посебно ако судиме по претходните години кога имавме комарци колку големи беа колку ластовички. Не потепа, условно кажано. Добро, се случува, нормално е тоа, природа е и треба да се влие најдобро што може да бидат граѓаните заштитени во секој еден поглед. Ова е едно од редовните активности кои што се превземаат во градот. Годинава, како што напоменав и како што информиравме јавноста, на 29 април беше првото прскање против ларви. Сега, доколку повторно напоменувам, се надам дека ќе не послужи време, тоа така и кажува и временската прогноза. Следната недела веќе потребало да се пристапи кон следните чекори и се надувам дека ќе успееме да го реализираме сето она кое што согласно програмата е зацртано. Кога сме кај граѓаните и нивните потреби, ние снимивме една анкета со граѓаните на терен. Ви предлагаат неколку проекти, барем оние кои што беа доволно храбри да излезат на камера. Па предлагам да ја погледнеме анкетата, потоа да ги искоментираме. Хајде да погледнеме. Што мислите само за новата градоначалничка на Скопје, Даниела Арсовска? Добро мислим. Успешна е до сега. Што би препорачале бидејќи ќе ве гледа, што му фали на Скопје? Повеќе паркови зеленина. Новата градоначалничка на град Скопје. Се најдобро, најубаво. Топе. Добро, а што му фали на Скопје? Малце повеќе паркови зеленила. Што мислите за новата градоначалничка на Скопје, Даниела Арсовска? Одлично. За награда е. За новата градоначалничка на Скопје, Даниела Арсовска. Па добро е сега, за сега треба да се работи повише на тоа насока. Али не треба во други сфери, знаеш, да не се краде, да не се лаже, па да се направи повоа. Јас сум архитект, значи по професија. Мислам дека треба урбанистичко решение, на сообраќајно решение. Мислам дека повише работи треба на Скопје. Што му фали најмногу на Скопје? Ево, она ќе ја гледа емисијава, ќе гледа оваа анкета. Што треба да се направи Скопје? Стендап комедија. Стендап комедија? Да.
Значи културно да се развие градот. Па да. Така што му фали најмногу на Скопје, што треба да направи следно? Следно да направи затворен центар за атлетика. Така што му фали најмногу на Скопје, што треба да се направи следно? Зеленило му треба, повеќе дрва, повеќе цвеќиња да заличи на убав град, не вака празно, не е убаво. Началничка на Скопје. Па има време, ќе се докаже. Рано е уште да судиме. А што му фали најмногу на Скопје? Па мислам, че чистотата треба да се поправи. Тоа треба да биде почисто малце. Пошто секој ден сум у парк и гледам, знам. Што му фали вака најмногу на Скопје? Доста работи нам фали. Добро, приоритет што би било според вас? Приоритет хигиена, велосипедски патеки и градинки. Што му фали вака најмногу на Скопје? Што треба да се направи? Приоритет да биде. Па може малку да се размисли за инфраструктурата во градот, да се средат улиците, парковите, повеќе зеленило. На Скопје вака, според вас? Хигиена. Тоа? Да. А што мислите за новата градоначалничка на Скопје, Даниела Арсовска? Па немам мислење уште, рано е. Најмногу на Скопје. Скопје? Да. Чекај, Луна парк. Луна парк? Луна парк е тоа голем Луна парк од типот на Дизниленд. Ја погледнавме анкетата, најголем дел од анкетираните бараат поголема хигиена, поголема чистота и повеќе зеленило. Што прави градот на таа тема и што планира да прави на таа тема? Сме ја дискутирале до сега повеќе пати. Најавивте неколку мега паркови, најавивте машинерија нова која што треба нели да помогне при одржување на хигиената во Скопје. Што планира градот поконкретно? Добро, доста планови има, да ги приповториме еве сега ова убаво што спомнавте за хигиената. Она кое што го гледаме е дека се отпочнува реформирањето на јавното предпријатие комунална хигиена, значи навистина посветено се работи и покрај тоа што можеме да видиме во голем број на ситуации дека беше дури фатено и на камера во неколку наврати како не се тоа несовесни граѓани, туку тоа се луѓе кои што најверојатно се инструирани, цели кеси одат и ги истураат и по кеот на Вардар, дури некои низ градскиот парк што до сега не било ситуација да има вакви случаи, јас можам слободно да ги наречам не е на тоа недолично однесување, туку едноставно е вандализам кон природата. Отпочнавме прво со акции на чистење, еко акции на чистење, значи сега во изминатиот викенд беше најголемата еко акција од овој тип во Македонија, не само во Скопје. Во Скопје со над 200 волонтери го чистевме водно и тоа на отприлика околу 10 локации. 100 волонтери од градот Скопје, од средните училишта, навистина млади, совесни луѓе кои што сакаат поубава и почиста животна средина и тоа е, мислам, начинот како да повлијаеме на нивната свесност, да бидат вклучени активно во овие акции. Исто така имавме една навистина убава акција на чистење во градскиот парк, тоа беше исто така сега викендов, заедно со Хрватската амбасада и Хрватскиот деловен клуб во Македонија во градот Скопје. И верувам дека ова се еден од чекорите кои што би требало активно да се прават континуирано, за да може прво да се покрене свесноста, да се подигне на повисоко ниво, а второ да се створи еден начин практично на живот кој што е поинаков, односно да се покрене квалитетот на животот и културата воопшто и свесноста за тоа што е она кое што е важно за граѓаните. Новиот проект, верувам дека граѓаните можеби делумно се запознаени, а тоа е проектот за Reconstruct, тоа е прв пат во Македонија, се отпочнува со рециклирање и реупотреба на градежниот шут. Значи ова е нешто кое што до сега не е Тоа е проект, направено. тоа е меѓународен проект, ако не се лажам. Да, тоа е меѓународен проект, тоа е проект кој што е поддржан од нашите партнери од Европската Унија и е проект кој што навистина е иновативен што се однесува до Македонија, затоа што за прв пат, верувам дека сите го имале тоа искуство досега, дома реновираат граѓаните или пак можеби некаде нешто се реконструира, се гради, се собира шутот во камиончи и обично оние кои што сакаат да работат оваа работа од лукративни причини или пак не сакаат да си го понесат трошокот на шутот кој што го изгенерирале, одат и го фрлаат по околните населени места низ Скопје, тоа се оние диви депонии практично кои што ги расчистувавме во изминатите месеци. И еден од начините како ова да се превенира е практично да им се даде опција, можности на граѓаните и на предпријатијата да имаат место каде што ќе можат да го однесат овој градежен шут, а истиот да биде веднаш практично рециклиран за да има можност да биде реупотребен. Всушност градежниот шут ќе има можност да се стави во повторна употреба и да, нема да ја загадува, нема да се ствараат оние диви депонии кои што најчесто се поради градежен шут.
Да, најголемиот дел се поради градежен шут и веруваме дека тука ќе има фантастични резултати откако ќе се отпочне да се имплементира истова. А верувам и мотив повеќе дека ќе имаат граѓаните да го носат за рециклажа овој градежен шут. Исто така проектот кој што е навистина голем, над 160 на милиони, повторно со поддршка на Европската унија, на Европската инвестициска банка и на ЕБРД, проектот кој што ќе ги прочисти 90% од урбаните отпадни води во градот Скопје и тоа е нешто кое што сите скопјани знам дека ќе го поддржат како голем екокапитален проект на градот Скопје. Се работи активно на сега скоро, мислам дека утре можеби е и промоцијата практично на една донација, односно на еден проект кој што е добиен од страна на комунална хигиена на град Скопје, тоа е садови кои што ќе бидат за депонирање на отпад, кои што ќе бидат ставени низ на Народно локации, кажано контейнери. Да, контейнери, да, кои што ќе бидат ставени на микролокации низ градското подрече каде што се сега поново најпотребни или каде што оние старите кои што веќе ги има се оштетени и има многу нешта за кои што мислам и може да се зборува, не знам колку времето не дозволува, меѓутоа да, има проектите се отпочнати за зеленило како што напоменавте, отпочнуваме со мегапаркот во Ѓорче Петров, тоа е веќе се завршија проектите што се однесува затоа што се работи во соработка меѓу општината Ѓорче Петров како меѓуопштинска соработка, договор кој што го имаме подпишано. Едновременно тука настапуваат и предпријатијата кои што ќе го изведуваат за градот Скопје, тоа е јавното предпријатие улици и патишта, јавното предпријатие паркови и зеленила. И проектната документација е завршена, веќе од следната недела ќе започне на терен со работата и верувам дека во наредните месеци веќе ќе имаме еден од 5 мегапаркови во градот Скопје. Еден од анкетираните, еден од граѓаните посочи дека на Скопје му треба стендап комедија. Па добро, Скопје поддржува стендап комедија. Да, има многу културни настани и верувам дека на граѓаните низ оваа пандемија низ која што поминуваше цела Македонија, не само Скопје, и психолошкиот момент беше многу значаен. Значи бевме долго време затворени, изолации, тоа беше нешто кое што се надевам дека повторно никош нема да се повтори, затоа што ова што се случуваше во изминатиот период не влиеше на никого добро. Прво затоа што има многу здравствени последици меѓу луѓето, имаше многу смртни случаи, а исто така и влијаеше и на делот на социјализацијата на луѓето, тоа на граѓаните им е неопходно, им е потребно. Еве сега по долги години, односно по 4 или 5 години пауза, повторно годинава се возобновува Виноскоп, фестивалот на виното и на музиката. Да, тоа беше еден од светлите моменти после 5 години немање на таков, 4 години немање на таква манифестација. Многу од оние кои што го посетија Виноскоп беа позитивно изненадени од добрата организација, од тоа како изгледаше Виноскоп. Зашто до сега немаше, зашто не се беше прекинат овој настан? Најверојатно поддршката била прекината или не била гледана потреба да се поддржи еден таков фестивал. Она кое што градот Скопје и сегашното раководство го смиташе дека покрај тоа што имало позитивен ефект и позитивни резултати од начинот на кој што граѓаните практично го имаат восприемен овој фестивал на виното и на музиката, не би требало нешто кое што има таква традиција од 12 години успешно функционирање во градот Скопје, дека треба да застане и како што можевте да видите и самите во изминатите неколку денови имаше одлична програма, граѓаните убаво го беа, мислам беа задоволни од она кој што се случуваше. Ама не беше само Виноскоп оваа мината недела, мислам имавте околу 3-4 настави. Да, имаше повеќе фестивали, како што и кажавме на почетокот на мандатот во градот Скопје треба да има и по еден фестивал за секој месец во годината. Ние имавме 2 или 3 фестивали само овој месец. И тоа продолжува понатаму, затоа што важно е за граѓаните да имаат повисоко ниво на квалитет на живот, а тука спред се доаѓа и поддршката, односно да имаат можности, нели да имаат активности и да гледаат вакви настани кои што се од делот на културата, од делот на уметноста, од делот на спортот и секаде онаму каде што може градот да помогне или да ги поддржи овие настани кои што верувам дека се од интерес за сите. Еден од граѓаните бара и подобри архитектонски решенија. Мислејќи на подобри решенија за транспорт, подобри решенија во нискоградба, што планира градот Скопје во врска со булеварите, во сообраќајното поврзување, до каде се започнатите проекти?
Па добро, верувам дека архитектонски решенија претпоставувам дека мисли на тоа да генералниот урбанистички план сега кога ќе почне да се работи на негова финализација, да го има во предвид повеќе хуманото живење. Да, апсолутно. Она за тоа кое беше- што сите се залагаме, нели нормално држава во која што не се гради, нема нити економски раст, нити развој. Во Македонија градежништвото беше една од клучните економски и стопански гранки во изминатите 6 години. Меѓутоа, воедно, доколку тоа се прави, треба истото да се прави, да биде хумано, односно да биде на начин на кој што нема да загрози ниту еден од граѓаните во Македонија, односно прво треба да биде соодветно за животната околина, она кое што сите го кажуваат за хуманото живење, нели она ружа на ветрови да биде спазено, да имат слободна циркулација на воздухот и секој град си има своја специфика. Нашиот град мислам дека е премногу оптеретен во централното градско подречје и самата инфраструктура која што ја имаме во делот на водоводот, во делот на она кое што го имаме како фекална атмосферска канализација, не знам дали може да издржи повеќе големи градби како што се имало во минатото и затоа мислам дека треба ова Да се редуцира. хуман аспект треба да се има во предвид на секое на понатамошно планирање. А во делот на велосипедските патеки, само во овој момент работиме, градот Скопје работи на креирање на нови реконструкција на дел на велосипедските патеки на 3 локации низ градот. Тоа е во континуитет, така ќе се одвива постојано. Сите реконструкции кои што ги имаме на сообраќајниците, сите реконструкции на улиците кои што ги имаме и онам каде што се планира нови се предвидува нормално во рамки на кое што инфраструктурно е возможно во овој момент со на кое што го имаме како генерален и како детални планови, правиме да биде усогласено со она што е потребата пред се на пешаците и на велосипедистите. Затоа што на крајот и тоа и сакаме да го стимулираме и алтернативниот начин на превоз, меѓутоа и што е можно повеќе граѓаните да имаат можности да се движат слободно низ градот, да биде тоа безбедно, да биде сигурно, да може со децата, мајките со децата да се движат во овие пешачки зони на пешачки патеки и така натаму. Луна парк, граѓаните бараат Луна парк. Долго време се зборува за проект за Луна парк, ќе се почне, еве сега, еве кај, распишан е тендер, па тендерот е раскинат или договорот е раскинат. Тоа е последниве 6, 7, 8 години, еве го таман да почне и статива, ќе почне градот Скопје да го прави Луна паркот. Да, па постапките се веќе отпочнати, доста контраверзи имаше по ова прашање, затоа што имаше еден проект, па друг проект, па промени, па поништување на договори, па нови договори и така натаму, она кое што ние го направивме на последната минатиот месец некаде на седницата која што беше на Советот на градот Скопје, практично се усвои сето она кое што беше неопходно да се продолжи оваа програма која што досега беше застаната, беше практично во некоја стагнација на тоа да се отпочне со Луна паркот. Тоа е нешто кое што верувам дека на младите генерации им недостига во градот Скопје, им недостигаат содржини, им недостига сето оно со кое што ние сите сме израснале пред Недостига и на старите, не само на младите. Па добро, на сите, и на оние кои што имаат деца, и на самите деца, и нормално на повозрастните генерации, кои што можеби и внуците сакаат да ги прошитаат, имаат и емотивно се врзани, ако може така да кажеме, низ годините со она кое што До кога може да очекуваме дека ќе започне реализацијата на тој Луна парк? Зборувам од почеток на веројатно ќе треба физибилити студија, ќе треба спишување на јавен повик. Проектот мислам дека ќе отпочне да се реализира за 2 месеци од сега, веќе би требало да отпочне постапката на монтажа на дел од реквизитите кои што веќе ги имаме. Партерното уредување ќе се отпочне исто така да се реализира во градскиот парк, што значи дека веќе во некоја мера функционален Луна парк ќе имаме и за неколку месеци од сега. А па натаму продолжуваме со она кое што е сето важно да се дополнат оние содржини кои што е неопходно да имаме една целосна слика, односно Луна парк со кој што сите граѓани ќе бидат задоволени. Вака на кратко, за 2 месеци од сега треба да почне изградбата на Луна паркот. Добро, тоа е провизорно отприлика колку што е неопходно нели да се завршат сите овие постапки кои што во овој момент ги имаме. Мора да се има во предвид дека секогаш може нешто непредвидено да излезе, затоа што има и некои спорови кои што поради тоа што претходното раководство раскинувало договори во градот врзано со претходен договор за Луна паркот. Не, ова го констатирам, еве нека биде и ако излезат проблеми, нека биде им нешто плюс минус,
некој месец, ама сега кажавте за година дена од сега, од прилика би требало да биде готова изградата на Луна паркот. Веднаш треба да отпочне со монтажа на оние реквизити кои што ги имаме, затоа што градот пред да биде она раскинување од 2017-18 година, градот веќе имал добавено дел од реквизитите кои што се неопходни за да отпочне со функционалност Луна паркот. Тука некаде застанал тој договор бил раскинат, па се отпочнало со правење на нов проект практично. И она кој што можам да кажам е дека со партнерното уредување, со вградувањето на дел од реквизитите и со воведување на дел од содржините кои што се нови иновативни, кои што досега во градот Скопје сме ги немале, мислам дека и ќе имаме Луна парк со кој што ќе бидат горди граѓаните и ќе има содржини со кои што ќе бидат среќни и задоволни, пред се најмладите генерации. Одлично, ова е одлична вест, особено затоа што веќе не знам, 7-8 години се Само збори. не достига Луна парк на градот Се збори дека ќе Скопје, почне, ќе го направиме, еве го каде, ваму таму, ама никако да почне. Добре, јас мислам дека затоа што јас политичар не сум таа генерација на ке политичари, дека треба веќе да остане во минатото. Зоолошката градина, планови некои да се реконструира или да се реновира или нешто ново да се направи во зоолошката градина, тој нешто што го бараат граѓаните на Скопје, еве лично јас, да, зоолошката градина е реновирана, е направена нова, но треба нови содржини таму. Какви се плановите околу тоа? И да ве прашам, лавчињата кога и како ќе се именуваат? И пред да почнете, јас морам само да им се извинам на гледачите, алергија, тоа е тоа. За зоолошката градина, да, условите треба да се подобрат. Она кое што отпочнато е со директорот Христијан, почна со темелно чистење на зоолошката градина, еден цел потек кој што се наоѓа во делот од зоолошката градина, кој што би требало да биде ботаничка градина, за жал не бил ставен во функција. Еве сега веќе е отпочнато да се средува, да се уредува. Во следните неколку месеци се надевам дека ќе биде целосно функционална ботаничката градина. Тоа ќе биде една нова содржина која што ќе има во зоолошката градина. Исто така ќе отпочне со делумна реновација на живеалиштата, каде што е возможно тоа да се прави во овој момент. Инаку морам да ги пофалам екипата која што работи во Зоо Скопје. Во изминатиот викенд имавме рекорден број, односно на 14.000 посетители во зоолошката, што е го покажува колку е голем интересот, не само тука Веројатно се и нас. поголем број, ако збориме, таму има и повластен влез, значи За малолетници, дечиња има, да, за не дечиња има, да. Влезот е сигурно бројот на луѓе кои што успеале да влезат, односно на дечињата, кога ќе ги соберете заедно со овие 14.000 посетители, сигурно е уште поголем, меѓутоа она што е важно е дека прво верувам дека во самата зоолошка градина се отпочнати навистина убави процеси, како што и самите знаете, нема само посетители од Скопје, од цела Македонија доаѓаат граѓаните да ја посетат и да ги видат содржините таму, меѓутоа исто така и регионално доаѓаат, затоа што можеби имавте можности да ги видите сите оние фантастични вести кои што има можности граѓаните низ Европа да ги видат за како беше промовирана нашата зоолошка градина, како најголемата зоолошка градина на Балканот, која што има исто така и најголем број на принови во изминатите неколку месеци. Од нова година па наваму имаме 3 нови бели лавчиња, кои Машки што или женски? Женски се лавчињата, Сите сите три? 3 се женски, да. Добро, тоа е берикет. Тоа е добро, прекрасно. Па некој така верува, да. Не е важно што се, само да се живи и здрави. Имаме навистина една уникатна можност да имаме 3 нови бели лавчиња, кенгурчиња, има лемури, има нови мајмунчиња, значи целата зоолошка градина верувам дека е баш во еден беби бум, како што сакам таму да кажат. Беби бум, И е убаво е во секој случај да се слушнат вакви убави добри вести. Меѓутоа и во оној дел кој што го зборевме пред малку е дека отпочнуваат новитети кои што се важни за самата зоолошка градина, особено во делот на ботаничката градина, ете ќе има некој новитет, една иновација, нешто што ќе можат граѓаните како дополнителна содржина да го видат таму. Како ќе се именуваат, кои ќе бидат имињата на лавчињата? Имаше барање, имаше дури, мислам дека и петиција една за граѓаните да сами да дават предлози. Или вие имавте повик? Да, тоа вие го имавте повик. кажав уште на самиот почеток, уште кога ја објавивме веста за тоа дека имаме 3 лавчиња, ќе
направиме еден систем каде што ќе овозможиме граѓаните практично да дадат предлози за како да се именуваат, какви имиња да им се дадат на лавчињата и сигурна сум дека ќе дадат најдобри можни предлози за како да им бидат. Не ви рекол, ама веројатно ќе има и добри предлози. Мината недела имавте и неколку, објавивте едно или две видеа, го одбележавте практично годишнината на Црвениот крст и подпишавте, ако не се лажам, меморандум за соработка со Црвениот крст. Како градот Скопје ќе продолжи да му помага на Црвениот крст? Градот Скопје со Црвениот крст како една релевантна организација која што работи во делот на хуманитарната помош практично во не само тука, туку интернационално, соработува подолги години. Меѓутоа, она која што го подпишавме, да, точно 77 години се навршуваат од функционирањето на Црвениот крст, меѓутоа, оно што е за нас многу поважно е дека подпишавме еден, не е тоа меморандум, тоа е една платформа во која што заеднички ќе настапуваме, односно се подготвуваме за реакција во однос на тоа доколку да се има брза реакција доколку дојде градот Скопје во состојба на криза. Без разлика дали е тоа природна непогода, без разлика дали е тоа нешто кое што е предизвикано од пожар или нешто како што имавме можности во изминатите години да го видиме каде што има потреба од регрутирање веднаш подитно на луѓе кои што ќе можат да помогнат. Сметавме дека ова е најдобриот начин како тимски да пристапиме и да воспоставиме еден систем како би можеле на секој еден граѓанин да му помогнеме во таква една ситуација, да бидеме подготвени практично на кој што го зборувам јас во континуитет повеќе години. Да се направи еден кризен менеджмент каде што ќе бидеме подготвени за кризата пред таа да дојде, затоа што кога ќе дојде веќе е доцна. Тоа го видовме во многу случаи во изминатите години, го видовме со пандемијата, го видовме со она што се случуваше со пожарите, исто така со оваа криза која што се случува во моменти со она што се шпекулира во јавноста во однос на стоковите резерви, во однос на можностите да се дали имало таква состојба каде што можело да се превенира оваа состојба во која што се наоѓаме во моментов. И тоа е чекорот и тоа е причината зашто ја подпишавме оваа платформа. Платформата е практично за заеднички да бидеме веќе подготвени за менаџирање, односно за излегување во пресрет на граѓаните доколку настане кризна состојба. Имаше една немила ситуација пред некој ден, тоа беше снимување на струја во цел градски парк, каде што имаше и настан на кој што беа присутни амбасадорите од земјава и тоа беше настан одбележување на Денот на Европа. Што се случи? Зашто се нема струја? Тоа беше вчера. Вчера, да. Вчера вечерта. Јас не би сакала да шпекулирам, затоа што она кое што тимовите од градот го видеа на терен, го видеа, е дека се саботирани практично оние ормарчиња кои што се за приклучок на струја. Беше насилно убиени беа овие ормарчиња и беше исклучена струјата, били задени осигурачите, затоа и во целиот парк немаше струја токму за овој настан. Кои се причините, дали е конкретно поради тоа што се славеше Денот на Европа или пак можеби се сакала некаква друга цел да се постигне, не знам, меѓутоа во секој случај реперкусии има по основ на градот Скопје, загрозување пред се на безбедноста на граѓаните кои што се движеа низ градскиот парк. Се интервенираше, пред се пријавено е во МВР и верувам дека таму ќе постапат во рамки на своите ингеренции за да се најдат кои се сторителите на ова кое што се случуваше, да се превенира да не се случи пак, затоа што голем број на вандалски чинови има во изминатите неколку месеци, значи да не зборуваме на палење на контейнери, истурење на контейнери, истурење на ѓубре по улиците, по булеварите, секаде каде што може да се стигне, превртување на мобилните тоалети, значи да, ги објавивме, дело тоа имавме објавено, дури имаше една снимка на која што ја објави, мислам дека директорот на комунална хигиена, на која што имаше и човек што тврди дека намерно ги превртуваат за да се создаде лоша слика за нефункционирање на хигиената во Скопје. Симптоматично е многу затоа што ако досега тоа никогаш не се случувало, сега одеднаш во 3-4 месеци вие гледате дека ова во континуитет постојано се случува, значи се палат контейнери, се превртуваат контейнери, се земаат цели кеси со ѓубре, се истуриат по улиците, по булеварите, по шеталиштата. Мислам, очигледно е дека има некои индиции дека се работи за
за непримерно, недолично или вандалско однесување и сметам дека можеби тоа е инструирано, меѓутоа да оставиме еве во конкретниот случај МВР да видиме да постапи дали ќе откријат кои се сторителите, но ова едновременно превземани се мерки да може да се изолира и да не се повтори ова истото, значи со комуникација со ЕВН да се превенира да може да се обијат истите или да се сведе можноста за тоа на минимум и се надевам барем ако ништо друго дека ќе имаме конкретни чекори во откривањето, затоа што доколку не се фатат сторителите многу потешко ќе се превенира да се покаже на тоа дека доколку некој нешто стори дека ќе има реперкусии за истото. Имаше и неколку немили настани во врска со зоолошката градина, таму беше обиен или отворени неколку кафези, живеалишта на животните, но имаше и обид за, еве јас знам дека имал обид за ограбување на касата. Точно не е точно. Повторно да кажам, многу саботажи во многу краток период. Значи да ги соберете статистички е невозможно сите овие работи што се случија во градот во изминативе 3-4 месеци, а не се случувало наназад години, да се случат токму сега и токму на овој начин. Дали е тоа поради причината што до сега не сме имале ваква ситуација да не се од иста политичка опција локалната и централната власт, значи тоа е една ситуација, една состојба која што не знам дали се случила до сега во Македонија. Меѓутоа она која што го знаме дека што се однесува барем за мене, сметам дека е симптоматично тоа што ова кое што не се случувало до сега никогаш, сега од недадеш низ целиот град се случува во континуитет. И да, има и отварање и обивање, и не знам која би била причината некој да оди толку многу да се напрегне, да оди да отвара кафези на животни или пак да се обиде, знаејќи дека, пример да кажеме, во одреден ден или во одредено време би имало поголема количина на средства во зоолошката градина, па да му текне некој да му падне на памет да оди да обива. Мислам дека треба да се позанимаваат малку органите на прогонот со на кое што се случува во градот во моментот и да се обидат да превенираат барем ако ништо друго во кое што во континуитет се случува. Значи да сумираме, пријавени се овие настани во полиција и се е пријавено во МВР и јас верувам дека ќе почнат со постапување по овие пријави да се откријат кои се сторителите и да се превенира да не се случува повторно. Малку да излеземе од рамките на држава, каква е меѓународната соработка на градот Скопје? Какви проекти има градот Скопје со меѓународна помош? Добро, во овој момент повеќе проекти имаме кои што паралелно се движат, односно се реализираат. Напоменав дел од нив пред малку, инаку меѓународната соработка ни е фантастична. Сепак сметам дека како луѓе, како личности сме изградиле до сега и релации, и пријателства низ целиот свет кои што можат многу да помогнат за градот, не само за градот, и за цела Македонија. И треба да се стават во функција на тоа да видиме некаков бенефит од токму од овие пријателства. Ги градиме овие релации долги години и верувам дека во континуитет така ќе продолжиме, се во ако можам така да се изразам за доброто на граѓаните и за доброто сега на градот Скопје. Имаме повеќе соработки, ги користиме колку што можеме максимално овие склучени договори со збратимените градови низ Европа и низ светот. Воедно имаме одлична соработка со амбасадите тука во Македонија, кои што помагаат, особено во делот на кој што можеме да го направиме, да го постигнеме во делот на подобрување на финансиското работење на градот. Сега, како што знаете, и самите се наоѓаме во една не само економска, енергетска, здравствена криза, во состојба каде што големи се трошоците кои што се генерираат и се трудиме со помош на сите партнери кои што ги имаме да ги сведеме трошоците на минимум, а едновремено да не изгубат од квалитет услугите кои што граѓаните треба да ги добијат, иако е многу тешко, имајќи во предвид девастираната состојба во која што градот Мислам дека баш ЈСП беше во најдевастирана состојба оставено со најголеми. Сите се во девастирана состојба оставено, вклучително и градот. ЈСП го земав затоа што е актуелно деновиве, го земав како пример. Директорот на ЈСП му заврши мандатот, беше ВД директор. Беше вршителна должност. Да, имате ново решение за ЈСП? Имаме ново решение за ЈСП, да. Добро, предпоставам дека тука сега ќе го објавите или ќе го објавите? Не, ќе го објавиме кога ќе дојде редот, како што треба.
Добро, да не му текне некој да прави нови притисоци. Како и да е, како бевте задоволни ви од работата на досегашниот директор? Па добро, обично вршителите на должност имаат свој мандат да завршат одредени работи. Она кое што ми беше на мене важно е секој од оние луѓе на кои што им беше дадено доверба својата работа да извршуваат честно, да извршуваат квалитетно и пред се да ги спроведуваат политиките кои што треба да ги спроведат, односно кои што биле во програмата и ветени на граѓаните дека треба да се направат, секако имајќи во предвид дека она кое што го затекна едновремено исто како и она што јас го затекнав во градот беше нешто кое што е за чудење во најмала рака, затоа што толку трошење и такви злоупотреби кои што можам слободно да кажам се правени, треба да се документира и треба да се превзимаат постапки за да не се повтори. Она што беше новина за директорите на јавните предпријатија е што првпат досега се отпочна со постапка на проверка на овие лица кои што треба да работат и следливост за да се гарантира дека тие честно, посветено и некорумпирано ќе вршат својата работа и својата функција. Сметам дека тоа треба да се доблестите кои што секој еден човек кој што треба да седне на било каква позиција која што одговорна пред граѓаните, треба да ги има како квалитети и како карактеристики, значи пред се да има некаква меритократија, тој пред се да има некакви квалификации и да има квалитети кои што ќе допринесат за да се сработи работата честно и одговорно. Сметам дека сите досега покажаа во своето работење дека токму овие квалитети ги поседуваат и задоволна сум тоа што ете и во рамки на градот отпочнавме со постапки, со процедури на тоа да докажеме и докажеме дека доследни ќе бидеме на кое што го говоревме од самиот почеток, а тоа е нулта толеранција за корупција во град Скопје. Значи се обидуваме да ги елиминираме сите можности кои што постојат за да се генерира корупција. Јас би сакала во секој еден момент да ги охрабрам граѓаните доколку постои било каква индиција или доколку имаат било каков контакт со некој кој што можеби има основа за да го пријават за било какво коруптивно дејание, истото да го сторат. Ова ве прашав и напоменав, ве прашав дали се задоволни од работата и напоменав дека беше ВД директор и му заврши мандатот, особено поради тоа што имаше серија лажни вести дека директорот си дал оставка. А се претпоставува дека директор на државна функција си дава оставка или ако е доволно доблесен за да не добие отказ, да не биде разрешен, или заради тоа што е незадоволен од својот надреден. И се даде наратив дека ќе избега директорот си даде оставка. Да, ги слушав ги следев тие лажни вести, меѓутоа секој човек кога доаѓа на одредена позиција, кога се заминува, се добива соодветно решение, каде што му пишува нели кои му се функциите, и истото го добива исто така и кога заминува, така да тука имаме чиста состојба за овие лажни вести за луѓето кои што ги пласираат. Единствено што можам да кажам е за да има тежина и легитимитет на кој што го кажуваат, треба да излезат прво на избори и да имаат зошто и како да го кажат и да го издржат и да го поддржат на кое што го кажуваат. Во овој момент таа конкретна личност на која што вие алудирате имаше баш околу 120.000 гласови помалку од мене на избори. Да не речам не била никогаш на избори. И сега кога сме кај изборите и кога зборуваме за тоа кој каков легитимитет има, јас ќе го посочам претходниот градоначалник Петри Шилегов, кој што на избори се измери, виде колку луѓето граѓаните му веруваат и сметаат дека е соодветен за градоначалник, ама кога сме кај Шилегов, морам да прашам докаде е она постапка со набавката на противпожарната скала. Добро, во други услови не би го коментирала мојот предходник, меѓутоа постапките си се во тек. За конкретната постапка која што ја споменавте има предмет кој што е во органите, мислам дека е во нека истражна или предистражна постапка, не ме фаќате за збор. Јавното обвинителство води постапка по тој предмет. Она што е до нас во овој момент, ние ги обезбедуваме неопходната документација која што е потребна за да се утврди дали имало или немало злоупотреби во конкретниот случај и гледам дека има одредена динамика таму во тој предмет и верувам дека иако сите можеме да зборуваме и да шпекулираме зошто во Македонија скоро 2 милиони евра чинела истата противпожарна скала која што била нарачана во Хрватска или по другите земји низ Европа и низ светот.
Тоа би требало тука да се покаже и да се докаже низ соодветни постапки кои што ги имаме кај нас во Македонија и позитивната, според позитивната регулатива, да се докаже дали некој може би на некаков начин злоупотребил функцијата. Прашањето ми беше дали градот Скопје има покрената постапка или има пријавено. Таква постапка значи си постоеше има, од предходно, значи уште пред промената на раководството, таква постапка била покрената и таа постапка веќе е во некоја фаза, така да не би сакала да шпекулирам затоа што има институции кои што се бават со истото, доколку има нешто конкретно. Да, секако не би сакале да да ја нарушиме истрагата и дали да наштетиме на истрагата, особено не кога се работи за Петро Шелегов. Прашање од гледачи, ќе преминеме прашање од гледачи. Првото прашање кое што морам да го прочитам, индивидуално е, не се работи за прашање кое што се однесува на поголем број граѓани. Јован Димитров, рента бајк Скопје, куќарка во парк за изнемување на велосипеди и електрични тротинети. На 28.2 му бил раскинат договорот и му било кажано да чека повик од град Скопје за повторно аплицирање. Има две прашања, не знам кои се двете, едно читам овдека. Дали може да знаеме кога ќе биде тој повик, бидејќи сепак помина долго време, а сезоната е отпочната? Да, ова спаѓа во делот на микролокации кои што за жал во изминатите неколку години, тоа знаете, имаше една таква состојба каде што имаше повторно лажни вести за оние куќарки на Кеј кои што сака некои луѓе да протожираат дека некој, не знам, ги бркал луѓето од нивните локации или пак не сакал да им дозволи, како што можете да видите луѓето се уште се таму. Во постапка најдовме решение, како што кажав уште и тогаш, непосредно по избивањето на ова лажна вест по дел од медиумите, дека се изнаоѓа начин како на луѓето да им се реши статусот. Затоа што тие сите во овој момент немаат активни договори, ниту пак биле предвидени микролокации на кој начин ќе има јавен повик за да им се регулира статусот. Еве сега тоа го правиме. За прв пат се прави да имаат начин, едноставно да имаат не само обврски, туку и да имаат и права и да имаат начин како да бидат заштитени, да може да се легитимираат ако ништо друго пред се дека имаат право таму да работат. Ова е исто така едно од тие локации на повеќе само за кукичките и за уште оние кои што се во делот на плоштадот, дел околу паркот, имаше некаде околу 30 на локации, микролокации кои што треба да се определат и ќе бидат активно објавени на јавен повик. И се надевам, нели, нормално, доколку граѓанинот кој што има таков интерес или пројавил таков интерес, доколку се конкурира, дека ќе му биде успешно аплицирањето. Второто прашање, дали е можно казните за несобирање на смет од домашни миленици да се зголемат и дали може да има повеќе комунални инспектори? Прво морам да ги пофалам и комуналните инспектори и комуналните редари пред се, затоа што комуналните редари се оние кои што се на терен постојано секој ден и можам да кажам дека дури и во домен на ризик преминува делот во кој што тие постапуваат. Имавме такви неколку состојби во изминатите 2 месеци, каде што практично и се бореа со лица кои што сакаат да истураат отпад шут во големи количини, кои што тоа го прават нелегално, односно креираат диви депони и токму од комуналните редари. Дел од нив беа затекнати на лице место и беше отпочната постапка за нивно санкционирање. Така да бројката е лимитирана во овој момент, лимитирана е поради тоа што потребно е да се има поголем број, можеби до 50-на, сега во овој момент располага градот само со 20-на. Јас би кажала дека можеби неопходно е да се воспостави една конкретна соработка со комуналните редари кои што постојат и по скопските општини, затоа што ова сега во овој момент кој што го гледате во низ градот и кој што постапува, пред се повеќето се комунални редари кои што се од градот Скопје. Верувам дека доколку се здружат силите и со комуналните редари од скопските општини и се работи на акции кои што ќе бидат координирани, кои што ќе бидат заеднички, дека успехот ќе биде повеќе кратен. Да, верувам и не само што треба да се зголеми бројот на комуналните редари, треба исто така истите да бидат соодветно наградени за трудот кој што го вложуваат, кој што досега не бил, мислам, соодветно валоризиран од страна на градот. Прашање во врска со сообраќајот, што се планира за нормализирање на сообраќајот на северот на Скопје? Тоа се Битпазар, Чаир, Бутел и дали се планира нешто на улицата Цветан Дибов за да биде нормално продно и без гужви? Да, многу планови има таму и во следните 2 недели мислам дека ќе имаме веќе конечно
нешто кое што ќе можеме да го презентираме пред граѓаните, веќе се отпочнати постапките, меѓутоа и малку визуелно, ако можам така да кажам, ќе презентираме за што е на кое што е планирано, не само за чаер, туку и за бутел, за кисела вода, за сите практично скопски општини, што е кое што е планирано во делот на инфраструктурата. Ова е малку по микролокација. Кога ќе се реконструира пешачката и велосипедската патека од киното во Ѓорче до Вардар Мебел. Тоа е од некаде од прилика кај СП Планет до излезот на Скопје. До Ѓорче 2. Еве ќе во интерес на граѓанинот ќе постапиме веднаш, утре ќе излезат екипи на терен и ќе утврдат што е проблемот, каде има потреба и можности за да се санира и ќе се почне да се постапува во секој случај. Штом детектирале граѓаните некаде дека има конкретен проблем или потреба од санација, односно од реконструкција, треба да се постапува, така да уште од утре ќе излезат и ќе почнат да постапуваат и да видиме што е на кој што може да се направи на тој потек. Еве да запишам само. Имаме еден граѓанин кој што вели дека би сакал да продолжи традицијата на двоспратни дабл-декер автобуси во возниот парк на СП. Вели, мислам дека е убава традиција дека во Европа има само во Скопје и Лондон. Со нив градот заличи на метропола. Кога ќе се набуваат нови автобуси, ќе бидат двоспратни или нормални? Каков е планот? Планот не е да има двоспратни автобуси, значи она кое што го гледаме е да бидат автобуси кои што пред се ќе бидат функционални од аспект на тоа да имаат економска оправданост и одржливост од аспект на трошоците кои што ќе ги генерираат. Затоа зборувавме за екоавтобуси, односно автобуси кои што прво ќе бидат пред се кои што ќе допринесуваат за да се намали загадувањето во градот, односно да се минимизира емисиите штетни во воздухот да бидат на минимум. Имаме и некои други проекти кои што сега во овој момент работиме на нив како би можеле да придонесеме комплементарно да се надоградат на ова што се случува во моментот со јавниот превоз за да се обезбеди почиста животна средина за граѓаните и сметам дека ова кое што се планира се најдобрите можни решенија затоа што она кое што било во минатото да визуелно изгледа симпатично, меѓутоа има голем број места каде што таквиот вид на превоз не е функционален, не може да помине. Имаме крошни на дрвја кои што се повисоки па ги оштетуваат овие автобуси и така натаму. Треба да го гледаме секој поглед од секој аголо на кое што треба да се направи, за да биде функционално пред се, да може секаде да се стигне и да биде во интерес на граѓаните најдобар, за да може да биде функционален јавниот превоз, пред се брз, сигурен и навреме. Имаме едно прашање кое што не го издискутиравме до сега, а тоа е прашањето за она пасиште на плоштадот во градот Скопје, на плоштадот Македонија. Тоа е пасиште кое што беше наводна пасиште, мислам, за стока, мислите за овци, на тревникот, тоа е тревник. Тоа е пасиште, тоа е ливада и нема некаква функционалност. Петре Шилего велеше дека тоа е донација, па излезе информација дека тоа е инвестиција на собственикот на парцелата. Што точно се случува таму? Тоа колку што имаме информации, прво донација не е, затоа што документација таква во градот нема. Јас би сакала да кажам дека дури градот Скопје за да прими донација треба советот на градот да ја изгласа, Апсолутно треба да помине на советот, значи таква одлука во градот Скопје за донација не постои. Она кое што го имавме од комуникација со службите, меѓутоа и со луѓето кои што биле ако можам така да кажам замешатели, односно заинтересирани страни во таа состојба, дури таму имало покрената кривична пријава за некој кој што е собственик на тоа земјиште, меѓутоа на неговото земјиште преку ноќ настанал тој тревник или како сакате да го наречете, како наводна донација за која што до овој момент јас не верувам дека некој знае како стигнал таму и како е направен и останува во делот на оние мистерии кои што би требало институциите да се позанимаваат на кој начин и како стигнало тоа таму, затоа што во градот документација за тоа истото нема. Добро, може да пријави градот дека бидејќи Петре Шилегов тоа го презентираше како донација, го представи, ако нема документација за дека е донација, да пријави градот дека тоа е таму нелегално, дека тоа не е донација практично.
Добро, во секој случај е нелегално кога нема за него никаков валиден документ кој што потврдува, нели, прво можноста да некој таму направи таков требник. Понатаму не знам, институциите нека се водат по допрен глас ако треба и ќе поднесеме до нив едно барање да истражат што е на кој што се случува таму, иако не знам кој би бил надлежен, можеби би требало да побараме информација во општина Центар, затоа што и самите, како што знаете, градот Скопје е единствената единица на локалната самоуправа, односно е посебна единица на локалната самоуправа, која што е единствена која што нема ингеренции во издавање на дозволи за градење. Да, апсолутно. Значи градот Скопје дозволи за градење не издава. Се што се гради низ градот, значи се под ингеренции на општините, скопските општини, така да може би конкретно за ова претпоставам општина Центар е надлежна. Па се што е во делот на дозволи за градење е во делот на скопските општини. Значи тие се оние кои што имаат ингеренции да дадат такво решение за да се отпочне со градба или со вакви локации како што е ова. Да, или подигнување на пасишта на плоштад. И во текот на нашиот разговор објавивме една анкета на која што граѓаните можат да одговарат. Прашањето беше дали треба да се дислоцираат дискотеките од градскиот парк. 67% од оние кои што не гледаат, кои што гласале на анкетата, велат дека треба да се дислоцираат дискотеките од градскиот парк, а 33% велат дека не треба да се дислоцираат. Каков е планот на градот во врска со дискотеките во градскиот парк, за кој што знаеме дека најголемиот дел, ако не и сите, немаат дозвола за таа дејност, за работа таму? Дозвола за дејност не можам да тврдам дали имаат или немаат, меѓутоа пазарниот инспекторат, тоа што знаме дека ниту едно од тие нема легитимно право да биде таму, имајќи во предвид дека за да може да оперираат на подрачјето на градскиот парк, пред се треба да има јавен побег на кој што тие ќе можат да земат одредена локација на која што би ја вршеле својата дејност. А таков договор во овој момент нема ниту еден од оние кои што се наоѓаат таму во градскиот парк. И повторно се доведуваме во ситуација каде што некој бесправно му е дозволено да врши дејност таму и видовме еден навистина немил настан кој што се случи, кој што не знаеме доколку би биле почитувани правилата, прописите и сето она кое што е неопходна процедура, дали би се случил воопшто. Не би сакала нити за тоа да шпекулирам, меѓутоа се што знаме дека не знам по кој основ и другите институции во државата дозволуваат тоа да се случува што се случува во овој момент во градскиот парк, без да имаат тие луѓе соодветни дозволи за да може да функционираат на тие локации. Тоа е исто како било кој еден да дојде во дворот каде што вие живеете и да си отпочне да си врши некаква дејност без ваша дозвола и покрај тоа што е тоа ваша собственост. А градскиот парк не е собственост на ниту еден од тие луѓе таму кои што работат и кои што вршат дејност. Така да не верувам дека смее да се дозволи ова кое што се дозволува во овој момент. Да, за младите е важно да имаат места каде што нели ќе излегуваат, каде што ќе се забавуваат, меѓутоа и сигурно сум дека може да се најде. Кои што гласале граѓани тука, кои што се изјасниле, се согласни да се дислоцираат. Да, дека треба да има дискотеки. Гласот на мнозинството треба да биде слушнат и она е тоа кое дека треба да има дискотеки, мислам и јас сум за тоа да има дискотеки, ама дислокацијата на и ноѓење на конкретно решение кое што нема да биде вакво диво решение. Си дошол некој си направил дискотека, некој замижал, никому ништо, дотолку повеќе што тие дискотеки се завземаат и површина на она што треба да биде Луна парк, ако не се лажам. Да, најголемиот дел од нив заземаат дел од површината која што е во Луна паркот, меѓутоа без разлика и да не е таму предвиден Луна паркот кој што е планирано да се отпочне да се гради, односно ќе се отпочне нели со партерното уредување и со практично да се монтираат, односно да се стават овие реквизити кои што се веќе набавени. Во ниту еден случај не би смело да се дозволи некој кој што нема соодветни документи за да врши дејност таму, да биде оставен да ја врши својата дејност таму. Значи тоа е, веднаш можете да видите дека има некоја нишка на сега не знам како да го кажам, злоупотреба е практично доколку некој дозволува нешто да се случува каде што некој друг граѓанин не би можел истото да го стори. Било кој еден просечен граѓанин во Македонија, нека отиде во градскиот парк и нека земе нека отвори дискотека да видиме колку дена ќе му трае таа негова желба да работи да се бави со ваква дејност. Значи тоа е очигледно дека е некоја
смислена, ако можам така да кажам, шема операција, каде што луѓето таму кои што функционираат, сметам дека треба навистина да се повнимава што прават, како прават, зошто го прават и кој им го дозволува тоа што го прават во моментот. Кој би требало да реагира од институциите? Која институција е најповикана да реагира? Сите институции се Градот повикани Скопје, да например, реагираат. еве, вие не сте дали дозвола. Градот Да. Скопје нема дадено никаква дозвола. Нашите инспектори се на терен, тие имаат утврдено дека овие лица немаат нити Да, дозвола, имате нити записник, договор, да. нити дозвола, нити договор да бидат таму и понатаму треба останатите институции да си превземат активности, значи што од една страна повторно кажав, ние немаме градежна инспекција па да може да отиде да почне да поместува, руши. односно доколку некој има bespravно поставени објекти, истиот да постапува, си имаат Не, но се скопските манипулираше општини. со темата од аспект на тоа дека еве Данела не ги руши. Може ли Данела да ги сруши? Градот Скопје нема градежна инспекција. Значи ви Да. кажав, ние сме единствената единица на локална самоуправа во Македонија која што нити издава дозволи за градба, нити има некакви ингеренции таму, нити има градежен инспекторат. Градот Скопје има инспекторат во делот на комуналните работи, во делот на животната средина, значи во делот на спортот, оние работи кои што се наша директна надлежност. Во делот на овие градежни запати немаме ингеренции, ниту имаме инспекторат за да може да постапува, а од друга страна бројни се институциите кои што може да постапуваат. Може да постапи МВР, може да постапат Државниот пазарен инспекторат, може да постапат Министерството за економија кои што се надлежни за издавање на лиценци на овие лица. Пред се, за да можете некому да ме дадете лиценца за да врши ваква дејност, тој треба да исполнува минимални технички услови за да отпочне со работа. Тоа значи дека треба да има основа како се нашол тој таму, врз основа на што е тој таму. Дали има договор, дали поседува договор за собственост или за закуп на објектот, односно на местото на кое што сака да врши дејност. И понатаму, нели нормално треба да има основ на регистрирана фирма, на услови кои што треба да се исполнете, меѓутоа кај сите овие кои што таму работат, првиот услов не е исполнет. А тоа е нити има договор за собственост, нити има договор за закуп за да вршат таа дејност таму. Не може да земат според тоа нити никаква дозвола друга, нити лиценца. Представа може да ургира, да реагира и обвинителството, и УЈП, и од никој од нив немаме. Сите институции треба да реагираат. Ние повеќе пати испративме дописи до сите да превземат некакви активности, односно во рамки на своите ингеренции да излезат на терен и да констатираат кои се тие лица, кои се тие правни и физички лица кои што работат таму и како ја обавуваат својата дејност, базирана на што. Градоначалничка, ако немате што да додадете, јас мислам дека треба да оставиме нешто и за наредната емисија. Тука ви предлагам да ја затвориме оваа емисија. Јас да ви се заблагодарам повторно на можноста. Трета недела поред како во понеделник се баѓа по еден празник, да, и постојано имаме таа среќа, ако можам така да кажам, на празник да имаме една емисија, еден отчет пред граѓаните, односно да дискутираме на теми кои што се значајни за скопјани и повторно да им се заблагодарам на сите кои што не гледаат, да се заблагодарам на граѓаните кои што прво ги анкетиравте и дадоа конструктивни предлози и навистина е убаво да се слушне што е она кое што најмногу им е потребно, им е неопходно, а и убаво беше да се слушне кои се нивните мислења за конкретно за оваа анкета која што споменавте пред малку за дискотеките и за градскиот парк. Тоа беше наше Скопје, секој понеделник со градоначалничката на градот Скопје Данела Арасовска. Лидната недела следете неповторно, ги очекуваме вашите предлози, вашата критика и вашите прашања. Среда, тешки муабети со Стефчо Екимовски, петок со Палчо, недела со Јанко. Се гледаме, до тогаш читајте Инфомакс, добивајте ги информациите без цензура и секогаш први. Довидување.